А и Левица се изјасна дека ние сме подготвени за предвремени парламентарни избори, затоа што сметаме дека ова влада не ги исполни очекувањата. Еве, можеме да заклучиме дека и заврши тој некој период од 100 дена влада. И општиот впечаток е дека уште како да се наоѓа во некој меден месец и ние немаме некои суштински реформи со кои би се почувствувала таа промена и би рекла референдумската поддршка што ја добија ВМРО-ДПМН за да спроведа некои радикални промени. Прашањето за предвремени парламентарни избори, мислам да, се наметна за време на пратеничките прашања. Иако прво премиерот Мицкоски изјави дека се подготвени за предвремени парламентарни избори, потоа имаше некои ретерирање откако неговиот коалиционен партнер изјави дека сега не е време за предвремени парламентарни избори, дека ова влада го има целиот легитимитет, што искрено пак се испостави дека ВМРО-ДПМН со 58 пратеници ретерира пред помалиот коалиционен партнер. И тоа го гледаме во изминативе веќе 5 месеци влада би рекла. Истиот случај беше и кога се носеше одлуката од Уставниот суд за балансерот. Првично уште тогаш Изет Меджити најавуваше дека ќе се носи законско решение за регулирање на етничките вработувања. И првично ВМРО-ДПМН тогаш изјавуваше дека најверојатно Изет Меджити е помешал комисијата за правична застапеност со некое законско решение за накрај да видиме дека ќе се носи законско решение, така да периодов гледаме пак некои контрадикторни изјави од страна на самото ВМРО-ДПМН. Мислам дека Левица како единствена опозиција во овој период, и тоа се покажа во последниве 5 месеци, впрочем, мислам дека ние успеавме да се наметниме како главна опозиција на владеачката коалиција, така да мислиме дека ние како единствена лева опција во парламентот најмногу би капитализирале од предвремени парламентарни избори.